ученици, добре дојдовте во денешната училница по предметот македонски јазик. Јас сум наставник Јасмина Стефанова од Основното училиште Љубен Лапе во аеродром Скопје. На денешниот час по предметот македонски јазик имаме прераскажување на приказна со изменет крај. Целта на часот ни е учениците да се оспособат за откривање на редослед на настани. Потоа да се оспособат да одговараат на прашања во врска со содржината на текстот. Да развиваат креативност преку составување сопствен крај на приказната. Ученици, вие досега ја изучивте приказната за Мара Пепелашка. Сега повторно ќе се запознаеме со содржината на приказната. Најнапред да ја видиме сликата. Што забележувате на оваа слика? На сликата гледате едно девојче и една крава. Девојчето стои пред вратата, а кравата од другата страна. Ајде да видиме што се случило со нив двете. Многу одамна си биле еден маж и една жена и си имале ќерка Мара. Мајката и ќерката секогаш се седеле крај огништето и пределе волна. Еден ден Мара сакала да оди кај соседите да го преде предивото заедно со другарките. Мајка и дозволила да оди, па и дала волна за да ја испреде тој ден и рекла: ако денеска не ја испредеш цела волна, ке ти се сторам крава. Мара отишла кај соседите. Предела вез ден, ама не можела да испреде сета волна. Та од волната вратила назад онолку колку што ја останала. Си дошла дома, тропала за да ја отвори мајка и вратата. И на крај викнала: мајко, отвори, мајко, отвори. Туку, на чудо големо, наместо мајка и да ја отвори вратата, Мара чула од дома глас на крава. Му! Мајка и навистина се сторила крава. Сега, откако ја слушнавме содржината на приказната Мара Пепелашка, ајде преку прашања да се потсетиме повторно на содржината. За кого се зборува во приказната? Веќе погодувате, во приказната се зборува за девојчето Мара. Каде сакала да оди Мара? Мара сакала да оди кај другарките да преде волна. Кога се вратила дома, наместо гласот на мајка, што чула? Кога се вратила дома, слушнала глас на крава. Кој се сторил крава? Веќе сигурно погодувате дека мајката на Мара се сторила крава. Дали е вистинит овој текст? Одговорот претпоставувам дека го знаете, овој текст не е вистинит. Дали мислите дека Мара ја испредила целата волна, па мајка пак се сторила жена? Одговорот на ова прашање јас нема да ви го дадам, туку ќе ве оставам сами да размислите. Што мислите дека се случило понатаму? И на ова прашање јас нема да ви дадам одговор, туку вие размислете и всушност со размислувањето и одговарањето на овие две прашања ќе дојдеме до целта на часот да ја дадеме крај на нашата приказна. Ученици, сега јас ја прераскажав приказната и сакам вие да слушнете. Седнете убаво, наместете се и слушајте. Прераскажување на приказната Мара Пепелашка. Си биле еден маж и една жена. Си имале ќерка по име Мара. Мајката и ќерката секогаш седеле крај огништето и пределе волна. Мара сакала да оди кај соседите за да преде волна со другарките. Мајка и рекла: ако не ја испреде цела волна, уште истиот ден ќе се стори крава. Така, Мара отишла кај соседите. Предела, ама не успеала да испреде цела волна.
се вратила дома, тропнала на вратата и наместо да ја отвори мајка ѝ, Мара слушнала глас на крава. Еве го моето прераскажување на приказната. Сега, исто така, јас ќе ви го кажам мојот крај на приказната. Слушајте внимателно. Крајот на приказната е веко. Девојчето Мара, откако дошла дома и видела дека мајка ѝ се сторила крава, повторно се вратила кај другарките. Таа таму го испредила целото предиво. Кога дошла во домот, ја пречекала насмејана жена. Тоа била незината мајка. Таа повторно била жена. Мара била пресреќна. Се затрчала и силно ја гушнала. Така, Мара и мајка ѝ се живееле среќни и весели. Откако го слушнавте моето прераскажување на приказната и мојот крај на приказната, сега еве активности за вас. Обидете се вие да ја прераскажете приказната за Мара Пепелашка усно, а потоа обидете се да составите крај на приказната каков што вие замислувате. Откако завршивте со таа активност, сега земете го приборот и тетрадките и илустрирајте го вашиот крај на приказната Мара Пепелашка. Ви посакувам успешна работа. Ви благодарам на вниманието.